se smiriš, ti jezero moje. Постојат многу легенди за името на регионот Преспа. Во една се вели дека Господ, кога бил уморен и посакал да се одмори и да дремне на најубавото место, решил тоа да го направи токму овде. И така, овде на ова место преспал и оттогаш луѓето во овој крај, ова божествено место, каде што била спуштена Божјата дремка, го нарекле Преспа. Но онаа легенда, што е исклучителна и мощна и интересна, е легендата за најубавата родена жена на сите времиња по име Македонка. Таа имала прорекната судбина, тешка и драматична, онаква каква што има и нашата убава, древна и чудесна земја Македонија. Таа растела покрај брановите на едно од 17-те најстари езера на светот, благословена од Богородица, со искри наградите и крстена лично од царот Самуил. Меѓутоа, нејзината прорекната судбина се одвивала токму онака како што била прорекната. И на денот кога требала да го одбере својот животен сопатник, таа се вртела околу себе со своите бујни коси, а околу неа стоеле 4 момчиња, влюбени и згорени од копнеш по неа. Застанала токму пред едниот, кој што требало да ѝ стане сопруг, и му паднала во прегратките. Меѓутоа, тогаш здивот и застанал и таа заспала, односно преспала, а сите мислеле дека умрела. Она што ја спасило бил скапоцениот накит, златниот гердан со крст, што го носела постојано околу вратот, што ја го подарил лично нејзиниот кум, царот Самуил. Привлечени од нејзиното богатство, двајца гробари решиле да ја откопаат и да го украдат. Меѓутоа, таа се разбудила и среќна дека не умрела, туку само преспала, мислела дека ја куртулила смртта. Меѓутоа, двајцата гробари, исплашени дека ќе добијат смртна казна, решиле да ја погубат. Но кој би можел да им одолее на најубавите женски очи на светот, полни со солзи и молитви? Така тие се смилувале и ја условиле дека ќе ја пуштат само ако се прекрсти, бидејќи преспала во Преспа и ако го напушти овој крај. Токму тоа и се случило. Македонка, прекрстена во Преспа, го напуштила своето родно место. Останатиот дел од приказната, односно од легендата, го ветувам откако ќе го прошетаме целиот овој регион крај брежјето на топлата страна на Преспа под Пелистер. Велиме по топлата Преспа, бидејќи таа страна е огреана од сонцето околу 2 часа повеќе од оној појас што е распослан од Отешево до Кониско. Него го става Галичица во сенка веќе по 18 часот во шпицот на летото. И обете страни си имаат своја уникатна убавина. Галичичката, мирна, спокојна, суптилна. И Пелистерската, екзотично рурална, чија езерска ривиера наликува на ситно песоклива расцепкана Копакабана. Како нејзини фрагменти ќе ги препознаете Сливничката, Преторската и Долнодупенската плажа. Од јуни до август температурата на водата е од 18 до 24 степени Целзиусови. Преспанското езеро не баре жив организам со собствен карактер. Екзистира веќе околу 5 милиони години и се вбројува во 17-те најстари езера на светот. Во далечната геоисторија, новороденото езеро го образувале двете денешни, големото и малото езеро, кои екзистирале како едно кое било во допир со соседното Маличко езеро, па преку него и со Охридското. Многобројните периодични осцилации на езерското ниво,
отворија низа полемики околу причините. Тие лежат и во хидрометеоролошките влијанија во комбинација со понорите од кои водата истекува, се пресипува преку делови од карстното подножје на Галичица, како што е заливот Завир со понорот Врагодупка, во Мала Преспа, Албанија. И така понира хранејќи го Охридското езеро за околу 158 метри пониско. Поголем дел од езерото, или 65%, се во рамките на македонска територија. 18% припаѓаат на Албанија и 17% на Грција. Она што и дава посебен белег на Преспа е Самуиловото царство, кое остави еден убав хоризонт од културно-цивилизацијски наследства. Средновековието, со дел од културниот габарит на овој македонски цар, кој некаде ќе го сретнете и поинаку идентификуван, е период кој несомнено остави длабока трага и довери деликатна задача на иднината – да го расветли и да го реконструира минатото по бреговите на убавата Преспа. Запретана во мрежите на овие неколку летаргични децении. Запуштена. Таа последниве години се продзева од длабокиот сон, повторно заблескувајќи со зголеменото езерско ниво и подлабоките води. А на неизината убавина, огреана, питома и позлатена од сонцето, има кој да се радува. Туристите се препелкаат во преспанските песоци. Децата си играат владетели покрај сопствените песочни замоци и растат, паметејќи го преспанското лето. Очите и бедрата се полни со преспанска летна есенција. А аромата која потпукнува под кората на сочните ресенски јаболка е последната капка во вкусот што се вика Преспа. Нанижани од обете страни, на главниот пат кој води до преминот Маркова нога. Преспанските села во рамките на општина Ресен ја раскажуваат својата судбина впрегнати во некаква рурално-монденска трка по луксус и комодитет, за да се досегне шармот на светските крајбрежни лидери, кои можат да се заменат и овде. Печатокот расте покрај палатите кои почнуваат да се мерат по оригиналност, големина или гротескност. Но сепак се увертира по патот кој треба да го обезбеди долго очекуваниот чекор кон Европа. Чекор кој ни го посочува символично нашиот јунак, собственик на многу топоними, нашиот Марко Крале. Меѓу поголемите села кои ве сопираат со својата содржина е и Подмочани, чијатар се издига до сртот на Пелистер. Името привлекува внимание, но не се однесува на првата асоциација што ја имате. Всушност тоа потекнува од кованицата Подмоч, што упатува на тоа дека доселениците доаѓале од подмочурливо и влажно место. Преспа е богата со интересни топоними кои предизвикуваат шеговити заклучоци. За време на изградбата на црквата Свети Ѓорги, која датира од 1818-та, во селото имало 12 семејства. Со големината, ова село било мета на турскиот аскер. Токму овде се одиграле крвави настани во илинденскиот период. Денес над него бдее милениумскиот крст, поставен веднаш крај убавата новоизградена црква Свети Петар и Павле.
Овде неминовно ќе ве сопре етно музеот на Јоне Евтимовски, чија збирка содржи повеќе од 3000 експонати. Јоне соживеан во улогата на кустос и етно толкувач. Секако ќе ве импресионира со својата до перфекција организирана ризница, грижливо и вредно таложена уште од 1973-та, која вбројува околу 200 носии. Тој историјата ја раскажува низ призма на фолклорот. Носијата била идентитет и рефлексија на крајот кој имал и карактеристични обичаи. Чупињата од Долна Преспа, од Сливница до Долно Дупени и некои села во Егејска Македонија не се мажеле за момчињата од Горна Преспа, односно од Претор до Стење, вклучувајќи дел од Мала Преспа, селото Туминец во Албанија. Кај долнопреспанската носија за млада жена преовладува темната боја. Претходно истата носија била многу поколоритна и алова. Потоа оваа делум на црнина станала одраз на жалоста во која бил завиен овој крај за време на илинденскиот период. Но има и друга верзија, дека везот и китењето, кои биле поскапи детали, биле отфрлени заради економската поддршка во секоја смисла на илинденското движење. Па така се штедело на носијата, која и тогаш и денес несомнено се смета за скапоцена и уникатна рачна работа. Разликите меѓу Горна и Долна Преспа во фолклорот и обичаите биле големи, а Јоне овде во својот мал, но концентриран етно музеј се потрудил јасно да ги предочи и разграничи. Неизоставен дел од една носија се накитот и коланите, жолтите чапрази или мали токи, за напојас одзади се од Горна Преспа. Како и уникатниот гердан. И герданот кој некогаш и припаѓал на една убава долнопреспанка. Кога си ти ме милувал, заш не кажал? Меѓу предметите интересно е и јајцето со 16 сончеви зраци, зраците на Кутлеш. Може би еден ден е малку за да се разгледа внимателно сето ова богатство што е рефлексија на имиджот и сензибилитетот на нашата земја, ткаени во фолклорот во кој се содржи регионалниот или локалниот потпис. Во него се компримирани судбината, историјата, емоциите и уметничката визија на ракотворецот. О, Хријаначе. Патот кој го двои Пелистер од ривиерата е начичкан од обете страни со села. Грнчари асоцира на грнчарскиот занает, а генезата на името е неслучајна. Но судејки по околината би си помислиле, овде мора да живеат некои многу богати грнчари според изгледот на куќите. Оваа појава е веќе симптоматична, затоа што овој крај е иселенички. Преспа во тој поглед беше демографска бомба, која ги распрсна изминатиот век преспанчани насекаде по светот. По грнчари следат селата Асамати и Езерани или рајската градина за птиците. Во птичиот резерват, кој се протега на површина од 2080 хектари, живеат околу 216 видови птици, од кои 105 се водни. Овде со години се наблюдува нивниот екосистем, од будното око на науката и од посетителите чија пасија е разноличното птичје царство. Овој дел од првиот трансграничен балкански парк Преспа
Значаен за сите три земји, Македонија, Грција и Албанија, е интегриран во формите на алтернативниот туризам, кој во последнава деценија зеде замав токму во Преспанскиот регион. Корморани, пеликани, галеби, штркови грациозно пловат по езерското синило. Небото и водата се дел од нивната летносина преспанска сценографија, на која некогаш ќе ви подготват партитури од својата синхронизирана кореографија. Доживување е кога ќе се затекнете обкружени од сите страни со разни и ретки видови птици на некоја од нивните омилени територии. Честопати се лоцирани меѓу Стење и островот Големград, кој за нив е магнетно јадро со својата уникатна природа распоредена на јајцевидното копно. Овде ќе ги забележите и сивата чапја со својата вообичаена поза на една нога. Кадроглавиот пеликан. Но само во топлата страна на Преспа, кај Асамати, спектакуларно розева гледка, еднаш во годината е јатото од фламингоси, кои не се редовни жители на Преспа, но таа им е понекогаш станица. Во однос на рибниот фонд, Преспанското е типично ципни рибно езеро, покрај исклучително ретката речна пастрмка Салмо перистерикус, или меѓу луѓето позната и како брајчинска пастрмка, бидејќи доспева од Брајчинска река кон езерото. Фамилијата крапновидни риби има околу 12 вида, меѓу кои се крапот, чие мрестилиште е токму овде, грунецот, кленот, скобустот, мрената, плашицата, гомнушката. Меѓу интродуцираните видови се сомот, чии капитални примероци достигнале и до 36 килограми, карасот, сончарката и други. Кај селото Асамати, еден крак од главниот пат води кон селото Курбиново, вгнездено во подножието на оној дел од Баба, познат како Голема чука. Низатарот на селото, поставено на надморска височина од 950 метри, тече Курбинска река. Некогаш сред селото бил поставен воденичкиот камен, кој денес е пренесен во околината на малата, но импозантна црква Свети Ѓорги. На околу 3 километри над селото, на надморска височина од 1035 метри, убаво вткаена во природниот амбиент, на прв поглед скромна, а толку богата и уникатна. Таа е бисерот меѓу средовековните црковни споменици на византиската култура. Над црквата бдее како тривековен покровител Дабот, под чии раскошни крошни се подава единствениот езерски пейсаж од височините на крајбрежјето, кој во својата сина композиција ги содржи и двата острова, Големград и Малград во Мала Преспа. Црквата е посветена на Свети Ѓорги. Записот во олтарот е единствениот хронолошки податок околу временската анализа, кој зографите го оставиле зад себе како потсетник дека живописот е започнат во април 1191 година. Овој иницијален датум, во контекст со димензиите и архитектонските карактеристики, упатува на периодот на изградбата на црквата, веројатно околу 1190 година. Ктиторот е непознат. Нема пишани документи или надпис што го содржат неговото име или социјален статус. Лицата на фигурите од фасадниот ктиторски ансамбл се оштетени, но костимографијата упатува на раскошна владетелска одора,
која во контекст со останатите показатели можеби припаѓа на најсоодветните историски ликови од овој период – императорот Исак II Ангел и неговата сопруга византиската царица Маргарета. Еден чекор внатре е чекор кон последниот расцут на скапоцените византиски венци на уметноста од 12 век. Венци од живопис кои го најавуваат нејзиниот нов и освежен здив. Она што ја вбројува оваа црква, меѓу најубавите споменици која заокружуваат стилската етапа во периодот на комнените, се исклучителните одлики на насликаната програма, врвната инвентивност во изборот на темите и раскошната амплитуда на маестралноста на авторите. Тие се следбеници на живописот на црквата Свети Пантелеимон во Нерези, но внесуваат разигран цртеж, енергија и ритмика, компримирани до кулминација на еден динамичен израз. Главната изведба е во рацете на еден главен теолошки образован сликар, за кој се претпоставува дека е долгогодишен соработник на зографите од Нерези, кој има мајстор соработник и сликар помошник, ангажиран за западниот зид. Првиот мајстор доминира со творечката индивидуалност и го надминува до тогашниот барокен бран, од која била заплисната тогашна Европа. Долгогодишните анализи на оваа предизвикувачка уметност, динамична, драматична, суптилно изнијансирана во боите, со отстапки во пропорциите кои на моменти благо карикирани им даваат топлина и реалност на Курбиновските фрески. Ги бараат одговорите за генезата на ова сликарство во оправданите споредби со сликарската уметност и конципираност на темите во костурските цркви Свети Врачи, Кузман и Дамјан, Свети Никола Каснички и Света Богородица Мавриотиса. Улогата на Охридската архиепископија се рефлектира преку присуството на Кирило-Методиевските и Климентовите представи, а култовите од Самуиловиот период и на неговата доминантна катедрала Свети Ахил се чувствуваат и овде. Патронот на Охридската автокефална црква Свети Климент Охридски прв пат е идентификуван овде. На оваа страна е и представата на Свети Ѓорги, но не како ја убива аждајата, туку меѓу редовните чувари на Бог заедно со Свети Димитрија и Свети Никола. Во првата зона од сликаната декорација, на јужниот зид, се традиционалните представи на Светите Врачи, тројката Свети Кузман, Дамјан и Пантелеимон, и првенците на христијанското верување, царот Константин и царицата Елена. Овде е и најстарата изведба на ликот на Света Ана Млекопитателка, која е насликана и во исклучително значајната црква Пресвета Богородица Захумска. Тука се и портретите на Свети Кирил и Методи, патроните на византиско-словенската средновековна култура. До појасната представа на Свети Ефросим во внатрешноста на северниот влез и представата на Света Марена, убивајќи го ѓаволот, кои се вбројуваат меѓу најстарите фигури во историјата на византиската уметност. На западниот зид во првата зона се представите на женските светителски представи: Света Текла, Света Петка, Света Тодора, потоа Света Варвара, Света Недела и Света Катерина, кои овде се најкомплетната представа на женскиот ансамбл од овој период. Христолошкиот циклус, кој ги обединил празничните сцени и страшните настани, започнува над триумфалниот лак на источниот зид, со грациозната представа на архангелот Гаврил, кој ја соопштува благовеста на Богородица. Се развива долж 4 зида на наосот, ги исполнува површините на источниот и западниот тимпанон и завршува со представата Успение над западниот влез во црквата. Во конхата на апсидата од представата на Света Богородица Никопеа со архангелите Гаврил и Михаил е превземен сегмент од фреската на светецот Архангел Гаврил, ангелот од Курбиново, кој представен како символ на нашите културно-цивилизацијски богатства се најде на позадината на банкнотата 50 денарка.
Под представата на Света Богородица е композицијата Поклонување на Христос Агнец, прикажан легнат на средината, а околу него се 8-те архиереи. Прогресивната визија на овие сликари е во импресивната представа на малиот Христос, положен на чесната трпеза во Курбиновскиот олтар, како жртва во сцената Поклонувањето на Агнецот. Меѓу импресивните иконографски детали во овој ред, односно втората зона, се илустрацијата на прекрасниот стих за затворената градина, кладенецот запечатен од Соломоновата песна над песните, символичната ода за девственоста на Богородица покрај ликот на Марија во сцената Благовестие, посетата на Марија кај Елизавета, потоа разговорот на Марија со Елизавета за благата вест, Христовото раѓање истовремено, едноставно и посебно по својата длабочина, сретението, крштевањето, воскресението Лазарево, потоа на западниот зид, навестувањето на Христовиот триумф врз смртта во откровението на Свети Јован, асоцијативните форми на пейсажот, слегувањето во пеколот. Влегувањето во Ерусалим, единствената композиција каде тој погледнува сомничаво назад кон другарите во знак на недоверба. Успението на Света Богородица и преображението се огледало на творечката имагинативност и теолошката ерудитивност на сликарите на ова комплементарно курбиновско уметничко дело. На западниот се композициите Исус Христос постар од денот, со херуфими, серафими и два ангела, а на источниот зид е вознесението Христово. Она што и дава топлина и го оживува целиот фрескопис се деталите во секоја од композициите кои, ако ги загледате, ќе ви ја направат оваа на прв поглед сложена теолошка концепција блиска. Ликовите, чувствата, реакциите се толку блиски на животот, а сепак величинствени. Тоа чувство на едноставност, длабочина и мир ве следи долго време во сеќавањата чекор надвор од овој духовен храм. Спроти височините на Курбинова, крај брежието нуди една поинаква приказна, разгалена, жива и топла, е преторската плажа. Овој дел се памети како првенец во златното доба на преспанскиот туризам. Цицерон со оваа титула ги назначувал римските конзули, а зборот потекнува од латинскиот глагол праиере, што значи да се оди напред, да се предводи. Корените на имињата и нивната генеза кажуваат многу за историјата на местото. Денес оваа повторно оживеана езерска ривиера треба да го заслужи името и да асоцира на вистински предводник во туризмот, а природата му ги дала сите услови за да биде блескав, интересен, комотен и релаксирачки. Шпицот на летото врз преторските песоци изгледа вака. Во оваа летна преспанска идила, изворот на музиката ги одбројува летните часови кои заличуваат онака како што сакате да ги замислите. Така сливница наликува на Копакабана или на некој фрагмент од Португалија. Можеби за реалноста ве врзуваат менталитетот, диалектите, регистрациите на колите, но убаво е да се биде свесен дека оваа Самуилова лагуна или преспанска убавица е автентична и наша, а Македонија ги има благодетите од нејзиниот раскош. Потоа се надоврзува сливница. Над ова златножолтно песочно брашно, по кое растркалана летната рекреативна игра и по кое се спружени на сончање телата кои овде ги полнат батериите.
се наоѓа селото Сливница како некаков прекин на јаболковите садници над кој овде преовладува сливата, а таа овде е насекаде, во селото и околу него. Низ затерот и покрај него тече поток кој го нарекуваат Сливничка река, а во јужниот дел има уште еден познат како Шуичка река. Ова бело село, според фасадите на куќите од збиен тип, има 4 цркви. Свети Димитрија, Свети Атанас, Свети Никола и Света Петка Шуица. Но круна на сета сливничка убавина е Сливничкиот манастир, до кој води 3 километарска калдрма. Таа завршува кај големата порта, зад која зеленото, разжуборено катче во прегратките на Баба Планина е складно организирано со конаци, во чиј склоп има трпезарија, а од спротива има бина, која вон првичната функција служи и како таверна за уживање. Меѓу нив дијагонално од црквата е малата кујничка која им е добре дојдена на посетителите, особено на собирачите на печурки, кои овде може да ги приготват, а потоа да уживаат во нивниот вкус. Овде престојуваат уметници, фотографи, ученици, младинци, научници, туристи, пред се влюбеници на она што го нуди манастирската идила, далеку од сите гужви. Одамна манастирот бил собиралиште на македонските верници и учената елита. Овде некогашната фурна печела леп за 200 луѓе, а во бурињата се чувало илјадници литри вино. Тоа упатува на благосостојбата и богатствата со кои манастирот и територијално располагал. Голема трагедија е што манастирската богата библиотека со целиот библиотекарски фонд, кој бил на славјански, била изгорена од грчкиот владика. Во манастирот имало и училиште во кое учеле децата од околните преспански села, а учители биле свештениците. Сакрален центар во овој организиран простор на дополнет со потоци и извори на света вода е црквата Рождество на Пресвета Богородица. Таа е поставена на правоаголна основа со форма на впишан крст, засводена е со полокружна апсида која однадвор е петострана. На западниот внатрешен влез има надпис според кој црквата е изградена и живописана во времето на игуменот Никанур во 1607 година, што би значело повеќе од 400 години од денес. Меѓу спомнуваните ктитори се истакнува битолчанецот Михајло Петков, чиј син Купен починал во 1599 година. Во свечена облека е насликан со посебно внимание на северната страна во олтарот. На јужната страна е насликан Свети Кирил Филозоф, што упатува на тоа дека ктиторите биле наклонети кон словенската црковна традиција. Нартексот на црквата бил додзидан и живописан 5 години по нејзината изградба. Во 1645 година биле обновени и повторно насликани делови од стариот живопис. А во 19 век одново бил изграден затворен трем и дрвена камбанарија. На надписот од нишата над западниот влез е забележано името на зографот Никола, чие дело е живописот на западната фасада, каде е насликана и представата на Богородица со Исус. Инаку севкупниот фрескопис е дело на повеќе мајстори, кои се извојуваат според индивидуалните карактеристики. Во олтарот и во наосот живописувањето е изведено од зографска тајфа, од која доминира стилот на двајца мајстори. Во наосот преку испреплетените сцени од неколку циклуси е содржана сложена тематско-иконографска програма. Овде се представени големите Христови празници, страдања и параболи. Со големо внимание и умешност е насликана композицијата Христос Агнец, на кого му се поклонуваат архиереите, специфична и за Курбинова. Фрескописот во олтарниот дел, сводот, фигурите во првата зона на наосот и ликовите во повеќе фигуралните композиции од втората зона се интерпретација на првиот мајстор,
а вториот се препознава по покрутиот начин на сликање, во очливата матрица и по слабиот колорит. Меѓу представите на светците се забележуваат и некои поретко присутни во црковните храмови на овој регион, како на пример црниот светец Мојсеј Мурин, чија представа ја има и во Мариовското село Манастир во црквата Свети Никола. Вратите меѓу просториите во црквата се од костен. Импресивна е нивната дебелина која изнесува и повеќе од 10 сантиметри. Но иако толку дебели, тие не ја сочувале црквата, туку само Бог со својата за нас нејасна сила си го заштитил храмот од бомбата во Првата светска војна која паднала низ таванот, директно во олтарот и за чудо не експлодирала. Незината трага се уште е очигледна. Надвор од црквата има изворче со света вода. Неговите лековити својства се прочуени надалеку. Она што е специфично е непроменливото ниво на водата на изворчето, кое всушност е само појавен вир од под црквата. Водата ја сметаат за лековита и чудотворна за неродките, кои и во зрелост станале благословени. Во близина има уште едно изворче Свети Спиридон, скриено меѓу бујната вегетација. Меѓу луѓето се зборува дека манастирот го чува некоја нејасна сила, а некои од нив во неа ја препознаваат Богородица како заштитничка. Од топлата и земска убавина во подножието до височините во кои Света Колевка е сливничкиот манастир. Сливница ја заокружува својата приказна, а по неа започнува една нова, со мощно убаво асоцијативно име – селото Љубојно. Некои историски извори, селото Љубојно може да го сретнете и под името Љубовино. Тоа настанало по името на меанџиката Љуба, која што точела многу убаво и квалитетно вино. Па така селаните, кога влегувале во меаната, првото што го велеле било љубо вино. Тоа е меанџиската верзија на легендата, но има една многу поромантична, која вели дека овде некогаш се сакале двајца млади, чија љубов била забранета бидејќи соседните села од кои што потекнувале биле во закарани односи. Меѓутоа, смелоста на младите ги одвеле на едно место покрај реката каде што го свиле своето љубовно гнездо. Така потоа по нив почнале овде да се населуваат и други семејства. И селото што овде настанало си го добило името по нивната остварена љубов Љубојно. Ова типично ридско и печалбарско село од збиен тип е составено од неколку селски маала, со автентични куќи на видни личности од времето, меѓу кои сред село вниманието го привлекува и куќата на Петре Германски, кој со сиот ентузијазам му донесе вода на селото од местноста Синец, влечејки цевки, со месеци копајки, за да има чешма на која ќе се радуваат сите. Тој го дочекал првиот жубор, а потоа со исполнета желба заминал на оној свет. Зад себе му остави на селото чешма, од која и ден денес блика ладната водичка. Низатарот на ова убаво село водите ги тркала водоносната Брајчинска река, на која до илинденскиот период работеле 16 воденици, од кои една е реконструирана.
Денес Средсело во фаза на обнова и познатото Преспанско училиште, кое во 1907 година е изградено во дворот на старото од крајот на 19 век. Меѓу впечатливите куќи е и онаа на Јовковци. Но калдрместото село во секој дел има по некоја репрезентативна фасада, која му дава лик на некое старо приморско место. За помладите, денес меѓу нив значајна е и куќата на музикалното дете, кој денес е меѓу поголемите поп ѕвезди на македонското небо, Ламбе Алабаковски. Ова село е богато со цркви. Свети Јован е големата црква Средсело, изградена во 1861 година. На 100 метра од неа е малото црквиче посветено на Света Марена, позната меѓу народот и како Огнена Марија. Свети Никола, мала и со полуокружна апсида, е во близината на селскиот бунар. Старата црква Света Пречиста, изградена врз постар објект. Тука се и Свети Илија на излез кон Брајчино, Света Богородица, мала и скромна по архитектура, западно од селото. Селото е преполно во јули и август. Кога Преспа ги празнува и селеничките средби, празниците и славите, кои со песна го тресат убавото езерско крајбрежје. На 2 август домакин е токму Љубојно, а главната фешта е на селската полена или Средсело. Нашата визија за Преспа беше комплетна со трпезата во реконструираната воденица. Богата со традиционалните специјалитети на локалната кујна. Карактеристична, вкусна и во добро друштво на тркалезниот астал покрај каминот. Таа си имаше своја приказна. Покрај традиционалните преспански лукаинци со прас во тава, преспанското макало е се уште лекција што младите невести мора да ја научат за да се омажат. Овде љубовта на идниот преспански домакин се освојува преку овој наследен и дефинитивно успешен рецепт. Прво се пржат ќофтињата во облик на топчиња замесени од мелено месо и прас со зачини во малку маст и зејтин. Тајната е во идеално погоденото време кој ќе му го даде специфичниот мирис на јадењето. Потоа во пропржената смеса, од која се тргаат ќофтињата, се додава брашно, па ладна вода од прилика 4 децилитри и се крчка од прилика околу 5 минути заедно со ќофтињата. Преспанските ароми се мешаа во воденицата, а нејзиното тркало вртеше делови од историјата. Така падна муабетот за старите чунови пронајдени кај селото Наколец, кое се наоѓа меѓу Љубојно и Долно Дупени. Некогашното село било на брегот на езерото, а денес водата е значително повлечена, па до брегот има околу 1 километар. Домот на културата во Ресен може да видите дел од културното и цивилизацијското наследство на Преспа. Овде се наоѓаат и 3 неолитски чунови кои што се пронајдени кај селото Наколец. Тоа се чунови од моноксилно потекло што би значило дека се изработени, односно издлабени во едно стебло. Во случајов тоа е стебло од фоја или ендемична смрека која што е карактеристична и расте на островот Големград, попознат меѓу луѓето како Змиски остров. Овие гондоли на нашите предци, на нашите преспански рибари, отвораат многу прашања и перспективи за далечната историја на Преспа.
Сите неолитски чунови им припаѓале на рибарите од почетокот на новото камено време. Според истражувањата, во отсуство на кислород, дрвото може да се сочува со векови. А сведоштво на тоа се и овие дрвени моноксили, кои инсистираат на темелни истражувања на некогашната наколна населба, чии одговори за минатото и реконструкција би биле меѓу другото и атракција која лесно би се имплементирала во развојот на туризмот. Последно во Преспанското крајбрежје под Пелистер е селото Долно Дупени, непосредно до граничното тромеѓе со Грција и Албанија, каде е граничниот премин Маркова нога, што всушност е населба од хеленистички и доцноантички период. Со повлекувањето на езерото покрај брегот, откриени се објекти изградени од камени блокови. Името на селото привлекува внимание. Добиено е од зборот Дупјани, што всушност е топонимизација на етникум, ставен во множина, што би значело дека Дупјани се доселеници од Влабнатина, односно Дупка. Во близина на селото се наоѓа црквата Света Ана, мајката на Богородица. Летата во Долно Дупени се исклучителни. Тоа на крајот, како јаготка на шлагот, ќе ви понуди мощни интересни адути по кои ќе го паметите. Кафеанчиња, кафулиња, па и дискотека до доцните часови и песочната дупенска плажа Дупени бич, која ќе ве пречека со кодекс на однесување, нешто налик на куќен ред. Таа ги дава најубавите пејсажи на преспанските заидисонца. Она што ви го ветив е крајот на легендата за преспанската убавица по име Македонка, прекрстена во Преспа. Откако поминала долги години во туѓина, копнејќи по родното место, таа решила да се врати назад. Ја скратила косата и навистина се вратила, но таму го затекнала нејзиниот кум, царот Самуил, на смртна постела. Тогаш му ја открила својата тајна, судбината, дека од Македонка е прекрстена во Преспа и дека е таа истото девојче, убавото девојче што растела покрај брановите на Преспанското езеро. А тој ја одговорил: и Преспа е убаво име, задржи го слободно бидејќи си преспала, а целиот овој крај нека се вика по тебе и понатаму Преспа. Така Преспа од легендата стана парадигма на Самуиловата преспанска матица, а судбината на чудесната убавица Македонка на нашата чудесна земја Македонија.